Благодарам за поведот. Јас сум Иван Мацевски, член на Македонското грбостојно друштво, по-ново, така да кажеме. Денеска пред вас ќе се представам со една интересна тема која што допрва ќе треба да се истражува и надополнува, а именно тоа е Македонија меѓу европската и илирската хералдика, што би рекло ќе се обидеме да дадеме еден одговор на прашање кое што ја мачи македонската хералдика и македонската историографија. Ако се земе хералдиката како е дел, условно кажемо, од таа македонска историографија, веќе подолго време, а тоа е прототипот, односно појавата на македонскиот грб во рамките на илирската хералдика преку некој западноевропски извор. Појавата на грбот на Македонија е од особено значење за разбирањето на нашиот целокупен историски и културен развој. Ова особено во поглед на нашата државотворност, имајќи предвид дека ниједна држава не е целосна без сопствени символи. Грб, знаме, химна, односно ниједна држава не може да се представи себе без овие три елементи. Јасно ми е дека при секоја прилика се истакнува знаме, се покажува грб, односно се пее националната химна. Дополнително, интересот за ова прашање е побуден и денеска од една погрешно, намерно или ненамерно пласирана теза околу појавата на грбот на Македонија. Имено нашиот основоположник, да кажеме така, академикот Александар Матковски во своето дело Грбовите на Македонија пласира една теза која што не може да се земе ниту здраво за готово, ниту пак може сериозно да се разгледува, а тоа е дека грбот на Македонија, за разлика од останатите грбови на другите јужнословенски или илирски земји, кои што се застапени во рамките на таа хералдика, условно кажано, се појавува имено тогаш и таму и нема своји претходници. Се разбира во текот на делото, тоа не е секогаш така. Матковски варира од една можност дека можеби би можеле да се најдат таму и таму, за да на крај заврши дека ете сепак нема. Таквиот однос, особено од наша страна, остава неоставен простор за напад и во овој сегмент од македонскиот историски развој, што ние од денешна перспектива сосема разбирливо не можеме и не смееме да го дозволиме, бидејќи барем во однос на дискусиите што ги имаме со колегите од соседството по ова прашање, слободно можеме да кажеме дека до некаде сите се согласуваме дека сите балкански земји, тука вклучувајќи и Македонија, имаат еден свој хералдички развој кој што е втеменен длабоко некаде во, ако не во средниот, во доцниот среден век, тогаш барем во раниот премин од средниот кон новиот век. Се разбира нерешеното прашање на државниот грб, односно хералдички државен грб, се јава како дополнително влијание во изучување на оваа комплексна тема. Баш заради нерешеноста, значи сите би сакале да видиме еден грб кој што барем визуелно ќе не доближи до земите од окружувањето. Тука треба веднаш да нагласиме дека потребата од хералдички грб никако не значи дека постоечкиот или барем оној нереформираниот грб кој што денеска го користиме, социјалистичкиот грб, не значи дека е лош. Напротив, тој грб е од огромно и од непроцениво значење за македонската држава и државност и како таков заслужува секаква почит. Меѓутоа, лично сметам дека времето на таквата символика, условно кажано или барем и конкретно кажано, не само условно, оптоварена од идеологија, заврши и дека општеството има многу поедноставни и подлабоки символи со кои што може да се поврзе и кои што
треба да бидат нејзини представници. Македонскиот грб е драг гост во европската и во илирската хералдика, пред се затоа што дава едно посебно место на Македонија и во двете хералдики, но конкретно во илирската, бидејќи е тесно врзан со човекот кој што се смета за главен и одговорен за создавањето на целиот тој диапазон дела. Најпрво сакам да ве запознавам во општи црти што представува европската хералдика, односно што тоа би значило што представува хералдиката. Хералдиката како дисциплина се појавува кон крајот на 12 век и наједноставната дефиниција за неа, ако ми дозволите да го цитирам драгиот колега Јоновски, е дека хералдиката е наука за грбовите. Тоа подразбира дека таа се занимава со прашањето на создавање грбови, односно правилата за нивно создавање, како и за нивниот историски развој и нивниот заемен однос. Развојот на хералдиката несомнено е тесно врзан со општествените услови на феудалниот свет. Тоа значи дека феудалното општество е единственото место во кое што хералдиката како таква воопшто може да се појави како феномен, баш заради комплексноста на односите внатре во тоа општество. Значи секогаш знаете, во феудалното општество имате една аристократија, имате еден свештенички клер, имате еден народ кој што во различни земји припаѓа на различни слоеви, но генерално тука имате или закрепостени селани, или имате слободни граѓани, имате царства, имате градови, слободни градови, имате многу работи кои што современиот свет како такви не ги препознава, па од тука може слободно да се каже дека хералдиката представува непресушен извор на информација кој обединува повеќе социокултуролошки аспекти од нашето живење, право, идентитет, наследство, токму заради незиното феудално потреб. До нас допира преку различни хералдички извори кои што се сочувани во повеќе различни форми. Општата поделба на изворите би можела да биде вака: пред се на движно и недвижно наследство во однос на тоа дали самите извори може да бидат преместувани како некаква архивска граѓа или пак се наоѓаат пред се на архитектонски објекти од некаков тип како орнаментика или пак представуваат сами по себе споменици. Од друга страна, движното наследство можеме да го поделиме на пишани извори и на артефакти. Артефакти, тука пред се мисли на археолошки артефакти во форма на најразлични предмети. Може тоа да бидат од обични монети, значи од обични кованици, пари, до секакви предмети од секојдневна природа. Чаши, чини, таписери, полилеи, значи све што е материјално и што се сочувало до денешен ден, би припаднало во оваа група. Од друга страна, пишаните извори и сами претпоставувате, тука главни се грбовниците, книги со најразлична содржина, енциклопедиска или пак некоја романсиерска содржина, илустрации, како и карти и слични други пишани извори. Грбовите поврзани со Македонија во европската хералдика би можело да се поделат на две групи. Првата група представуваат припишаните грбови на Александар Македонски, а втората група се самите грбови на Македонија. Ние во нашите претходни излагања, и мои и на колегата Јоновски, дававме една малку поинаку концепирана листа. Меѓутоа, јас за целта на денешното предавање, за да биде по-јасно, решив да ги поделам на овој начин, при што веднаш ќе биде јасно. Припишаните грбови на Александар Македонски се група сама за себе. Александар Македонски во европската хералдика се јавува како дел од 9 достоинственици. Тоа е една средновековна поредица на 9 митски практично
јунаци, без разлика што има реална историска позадина, или пак може да се јави како независен грб во рамките на некој дело или во грбовници. Меѓутоа, тој секогаш се однесува на ликот и делото на Александар Македонски. И многу ретко, да кажем само тангенцијално ќе се допре со Македонија, ради фактот што Александар е сепак македонски. Од друга страна, грбовите на Македонија точно и прецизно ни покажуваат дека се работи за земјата. Па така, во историските извори ги среќаваме како грбови на кралот на Македонија, што е логичната средновековна форма, нели земјата му припаѓа на кралот. Грбовите на земјата на Александар Македонски, што повторно е точна индикација дека се работи за Македонија, и едноставно како грбови на Македонија. На сликава од десно можете да видите еден лист од една швајцарска хроника од почетокот, мислам, или средината на 16 век, и грбот на Македонија тука е во долниот десен агол, за тоа ќе стане збор малку подоцна. Лавич. Не е лав. Долниот десен. Со трите камбани. Со трите камбани. Од групата на грбови на Македонија, денеска од европската хералдика ни се познати минимум 16 извора, со тоа што тоа се работи за 16 различни дела, а во нив бројот на македонски грбови е нешто поголем. Значи, слободно може да кажеме дека има близу 20 грбови на Македонија во 16 дела. Сите се достапни во дигитална форма, сите се чуваат во официјални светски институции и библиотеки, и сите практично денеска можат да ги видат, односно да им биде пристапено од интернет. Најстариот од овие грбови е грбот представен во една хроника која се однесува на еден собир кој што се одржува во 1414 до 18 година во Констанца. На Боденско езеро. Констанца, Романија? Не, ова е на Боденско езеро. Делото е составено од Урлинг фон Рихтентал и оригиналниот грбовник е создаден во периодот од 1400 до 1430 година. Меѓутоа, тој оригинален грбовник не е сочуван. Сочувани се нешто подоцнежни преписи и ракописни печатени, со тоа што сликата, односно она што јас дигитално го имам најдено на интернетот, е од 1483 година. Печатен Наше за наше зборуваме. Не, тоа сум германско дело, ама ја и Македонија. Во ова дело грбот на Македонија се наоѓа, односно припаѓа на подгрупата земјата на Александар Македонски. Во грбовникот грбот е подреден број 283 и припаѓа во групата на митски земји. Она што е интересно во целата приказна е дека овој грбовник му е познат на Александар Матковски, меѓутоа тој не соопштува дека во него има македонски грб. И веќе на самиот почеток гледате дека веднаш влегуваме во една невојна конфликтна ситуација, а тоа е дека она што доправа ќе треба да го утврдуваме е кои се причините за пропустот на Матковски, затоа што Матковски ако е пропуст, затоа што Матковски е сериозен истражувач и почитуван во хералдичката, како да кажеме, фела. Во грбовникот на Рихтентал се наоѓаат и други јужнословенски грбови, како на Рашка, Хрватска, Босна. Она што е интересно е дека можеби фактот што во илирската хералдика ќе влезе друг
блазон, различен од блазонот кај Рихтентал, е причината за превидот од страна на Матковски. Односно, да парафразирам, Матковски, работејќи на илирската хералдика, може би сосема неволно, очекувајќи да најде нешто поинаков грб на Македонија, го испушта моментот дека таму некаде пишува земјата на Александар Македонски. Инаку во самиот грбовник на Рихтентал, грбот на Македонија е ист со грбот од првата слика што ви ја покажав во боја. Со трите звона. Други дела каде што се среќаваат грбови на Македонија, тоа се Хај Алмен Рол, Милтенбержки грбовник, Јорг Ругенс грбовник, Тудор Буков Армс. Тоа се дела кои што претходно се разгледани од страна на колегата Јоновски и мислам дека дури има за дел од нив пишувано во Македонски хералд број 3, ако не се лажам. Ова што го гледате од вашата лева страна е грбот на кралот на Македонија од Милтенбержкиот грбовник, инаку е емблазон на господинот Јоновски. На претходниот слајд можете да видите, горе пишува емблазон Јоновски, тоа е грбот на кралот на Македонија од англиски грбовник, од првиот од Хај Аламин Рол, кој што е од 1434 година, ако не се лажам, што повторно укажува дека практично меѓу овие први појави на грб поврзан со Македонија до појавата на илирската хералдика имаме размер добри малку не 150 години, век и пол. Грбовите на Македонија во европската хералдика представуваат блазонски нехомогена група. Ова се разбира не е невообичаено и треба да веднаш да се каже дека и грбовите на други земји во своите почетоци, односно во доцниот среден век се доста нехомогени како појава, па често пати знаеме на различни места, во различни грбовници да се сретнат различни блазони. Во област на застапеноста на символи, тука ви давам една мала листа, а тоа е 3 круни ги среќаваме еднаш, 3 звона ги среќаваме дури 6 пати, градобрански ревени среќаваме 3 пати, лаци од самострел се среќаваме еднаш, јарец среќаваме еднаш, со тоа што веднаш треба да се каже дека јарец ќе најдеме пак сигурно, само е прашање на време, лав среќаваме 2 пати, ќе најдеме уште, само е прашање на време, тојага меѓу рогови можеме 2 пати, меѓутоа со сигурност ќе најдеме уште неколку пати, како ќе се зголемува бројот на обработени дела. Волк среќаваме еднаш и за волкот јас лично очекувам дека ќе најдеме уште дела. Најинтересен од сите примери е армилата, тоа е глобусот. Тоа е тој од Португалија. Значи, јас среќавам еднаш и тука не верувам дека ќе најдем уште еден таков пример. Овој грб сам по себе е интересен, меѓутоа веројатно и отвора доста проблеми, во смисла дека ќе треба можеби потемелно да се истражи грбовникот и да се стапи во контакт со некои од португалските колеги за да се види што точно авторот сакал да ни каже и каква порака сакал да ни испрати. И вервеница, ова е практично од Милтенбержкиот грбовник, ја среќаваме еднаш. И јас лично не верувам дека можеби ќе најдеме уште еден таков пример, затоа што изворите, иако потекнуваат од цела Западна Европа, значи од Италија до Британија, од Португалија до Германија, се забележува изразена корелација меѓу земјите на потекло и блазонот на грбот. Односно, така кажано, Англија, островските земји имаат една представа за тоа што е грбот на Македонија, го среќаваме еднаш како круни, дури 3 пати како градобрански ремени. Во Германија се 6 звона, што значи дека
исто ни дава една 6 пати по 3 звона. да, 6 пати по 3 звона се извинувам, една тенденција дава. Тојагата меѓу робови се среќава во Германија, меѓутоа ја среќаваме всушност во едно германско дело напишано на латински, кое што представува општа историја, да кажеме, на светот. Еден трактат огромен, каде што во делот околу Древно Македонското царство и владењето на Александрија го среќаваме и овој грб. Таму среќаваме уште редица други грбови поврзани со Македонија. Еден од ретките припишани грбови на Филип II, среќаваме неколку грба со личности историски кои што на легендарно ниво се поврзани со Македонија, како Македон, како Херакле, како Анубиси и слични, кои што имаат повеќе врска со средновековниот мит за Александар Македонски и за Древна Македонија, отколку што со конкретна некаква историска поредица наставни. Местоположбата во рамките на самите извори на грбот на Македонија варира. Значи, најчесто грбот на Македонија го среќаваме со останатите така наречени митски земји. Затоа што средниот век, колку и да бил изолиран, сепак не бил толку изолиран, луѓето знаеле за тоа што се случува далеку на југ од нив и биле свесни дека таму не постои нити некаква македонска или пак било каква држава, особено имајќи предвид дека најголем дел од извориве се веќе откако турска власт е воспоставена на Балканскиот полуостров. Меѓутоа, исто така и знаеле дека таму постоеле некакви царства, кралства претходно и нашли за сходно и тие да бидат вклучени. Денеска немам намера да дискутирам за сите овие грбови поединечно, затоа што тоа е тема сама за себе, која што допрва треба да се доистражува, докомплетира, за да може да биде презентирана на соодветен начин. Денеска ќе дискутирам за едно особено дело, дело кое што има директна врска, барем сметаме дека има директна врска со илирската хералдика, а се нарекува деле импресија, односно околу ознаките, печатите, како сакате, од Џулио Чезаре Капачи од 1592 година. Заедно со делото на Виргил Солис, тоа е еден мал грбовник од Германија, од Нирнберг, се две основни дела кои што ќе влијаат директно на илирската хералдика. Сега, толку од европската, да дојдеме до илирската хералдика. Таа представува збир од ракописни грбовници, кои што се јавуваат од крајот на 16-тиот до почетокот на 17-тиот век. Во нив се опфатени грбови тие се создадени во Далматинско приморје, во Италија, во Шпанија, во Австрија, а понекогаш се чувани во Англија, па се неколку пати препродавани, дел од нив денеска се наоѓаат на територија на Балканскиот полуостров, во Белград, во Загреб, во Дубровник, во Сплит, мислам. Така што во нив се содржат грбови на јужнословенски владетелски, земски и семени грбови. На илирската хералдика ја припаѓаат исто и делото на Мавро Урбини, кралството на Словените, како и стематографиите на Витезовиќ и на Жефаровиќ. Во однос на овој дел треба да се нагласи дека во илирската хералдика веројатно би можеле да се вклучат и некои други странични дела кои што своја инспирација добиваат или од овие грбовници или пак од стематографиите на Жефаровиќ и Витезовиќ. Меѓутоа, тоа се дела од подоцнежен датум, пак како такви, представувајќи преписи, биваат и помалку релевантни за прашањето кое што ние денеска го разгледуваме. Веднаш мора да нагласам дека илирската хералдика всушност представува силен елемент на илирското движење како прв сериозен антиосманлиски проект на западно, односно на католичка Европа. Односно, тие представуваат еден зародиш на обид за некаква балканска реконкиста во
известна смисла, со тоа што семејствата кои што се вклучени во целиот тој проект, преку Илирската хералдика се надеваат да си обезбедат право за утре, откако нивните прататковини ќе бидат ослободени, односно лиите, да добијат што поголемо парче од колача, така да се изразиме во современ политички жаргон. Со Илирската хералдика не прв, меѓутоа најсериозно се занимава, се разбира, Александар Соловјев, се занимава Александар Матковски, Иво Банац, Јован Јоновски, Александар Палавестра и Ацовиќ. Драгомир Ацовиќ. Да не кажам Драгомир. Тие современици. Да. Да. Палавестра и Ацовиќ. Се, да. Со тоа што тука треба ќе бидат споменати уште некои имиња, кои што се или помлади, или пак се занимаваат со малку поинаков аспект од Илирската хералдика. Илирската хералдика представува животно дело на Петар Хомучевиќ Гргурич, човек од околината на Слано, крај Дубровник, кој што во текот на својот живот ќе стане шпански адмирал во Неапол, освојувач на Португалија и на Азорските острови, односно е адмирал на непобедливата шпанска армада. Како таков човек од неверојатно висок ранг, дури во денешен аспект, која ќе се зборува за него, секогаш зборуваме за тоа како направил збирка грбовници и збирка родословја и не знам што све, меѓутоа сите го испуштаат фактот дека човекот бил адмирал на практично еден од најголемите адмирали на Шпанија во било кое време. Меѓутоа се соочил со сериозен проблем, а тоа дека Шпанија, односно Кралскиот совет во Неапол не сакал да го признае неговото благородничко потекло. Се разбира, за средновековен човек тоа представувало голем. Која година? 1000 крајот на 16 век, 1594, конкретно ќе добио. За него се разбира тоа било сериозен проблем, дури според Соловјев го дирало лично што шпанците, односно неаполците не сакале да му признаат дека е благородник и се впуштил во една плодна авантура, така да кажеме, при што почнал да го снабдува шпанскиот кралски двор, односно кралскиот совет во Неапол, со низа повелби, родослови и грбови кои што се стремеле и устни сведоштва кои што се стремеле да докажат дека господинот Педро, односно Дон Педро, навистина бил од благородничко потекло. Тоа можеби и е точно, можеби и не, уште има и таква страна. Она што е битно во целата работа е дека во 1584 година Дон Педро ќе направи, односно ќе го снаби Кралскиот совет со една фалсификувана родословна таблица со грбови на 8-те негови предци, односно 4 прабаби и 4 прадедовци кои што биле благородници. Тоа е сликата таму, меѓутоа кај мене се гледа подолго од светлото не се гледа баш. Најдобро тоа е цртеж што го има правено Александар Соловјев своевремено. Значи не се работи за оригиналот, туку за цртеж на оригинал. И е насловено како родословје господе српски и босански. После 10 години, во 1594 година, Дон Педро конечно ќе успее да добие декрет од Кралскиот совет во Неапол дека е благородник. И веќе наредната година, или барем така претпоставуваме, ќе се појави на свет грбовникот Коренич Неорич, за кој што слободно можеме да сметаме дека е прв. И сега ќе видиме дали е прв препис или е прв таков грбовник од редицата илирски грбовници, односно ако фалсификуваната родословна таблица можеме да го сметаме како датум на раѓање на илирската хералдика,
грбовникот дефинитивно можеме да го сметаме за раѓање на илирскиот занает за правење грбови, несомнено. Освен Коренич Неорич, денес ни се познати повеќе од 20 илирски грбови. Сите се во некаков меѓусебен однос. Ова е јасен знак дека тие се препишувани или прецртувани еден од друг, но веројатно и од еден или повеќе постари грбовници кои што денеска се изгубени. И тука настанува целата компликација. Позначени од нив, може некој од вас ги знае, тие што го прочитале делото на Александар Матос и сигурно се запознаени барем со делото овие имиња, тука е лондонскиот, белградскиот, Алтановиот грбовник. Има многу, сите се меѓусебно поврзани, сите се разликуваат по нешто и сите се обединети во нешто. Во науката денеска превладуваат две становишта. Едното е дека постои некаков изгубен протограф, односно постои некаков оригинал кој што Дон Педро Хмучевиќ го направил во рамките некаде во периодот од 1585 до 1595 година, кој денеска е изгубен, но според нашите истражувања, ако веќе го создал тој грбовник, најверојатно е создаден во периодот од 1592 до 1594 година. Ќе видите малку подоцна зошто е тоа така. Доколку ова тврдење е точно, тогаш грбовникот Коренич Неорич од 1595 година ќе представува прва копија на тоа изгубено Охмучевиќево дело. Ова е широко прифатената теза во науката, сепак постои уште една која што вика дека Коренич Неорич всушност е првиот грбовник од таа поредица. Наводно е создаден по налог на Матео Јеренич за потребите на неговото семејство, а од исти поводи и по углед на Охмучевиќ. Тезата е застапувана од Стјепан Ќосич, представена во неговото дело Идеологија родословја Коренич Неорич, Коренич Неоричев грбовник из 1000 там или 1000 како и да е веќе. Која страна ќе западам? На сликата е прикажано грбот на семејството Коренич Неорич како нели можни создавачи на илирските грбовници. Тука веднаш треба да кажеме нешто, барем што се однесува за Македонија. И во двата случаја ние добиваме заокружен процес на легитимизација на лажни појелби и претензии, со што тие стануваат релевантни и за други семејства со исти надеж. Ова е потврдено многократно преку успешно завршени процеси на признавање на благородничко потекло на семејства кои што се застапени во грбовниците, особено во рамките на Австро-Унгарија. Затоа што најголем дел од семејствата што се опфатени всушност во Газбурзите, ја мислам. Да. Најголем дел од семејствата што се опфатени со грбовниците всушност после гравитираат во рамките на Австро-Унгарија. Сепак во однос на Македонија, важноста на илирската хералдика се сведува на самиот грб на Македонија, како и на грбот на мрњавчици и на кастриотите, кои што нас не тангираат по еден особен начин за кој што треба да се прави некој друго предавање. Денеска немаме време да се распинуваме. Сите останати грбови практично остануваат далеко од погледот на македонската хералдика. Значи ние зборуваме за нив, меѓутоа кога ќе се задлабочиме, нема што многу да откриеме за Македонија од семејните грбови таму. Нема аристократи. Има аристократи, не дека нема, има аристократи кои што од Македонија ќе добијат благородничко потекло во Австралија. Кај тие памети. Во Австрија. Меѓутоа, тоа е нешто подоцнежен период и од нешто поразлични причини. Не се работи за семејство најголем дел од кои што после Карпешовото восстание ќе заминат нагоре.
Грбот на Македонија во илирската хералдика се среќа во два основни блазони. Првиот е црвено златен лав. Овој блазон се среќа во сите илирски грбовници. Ова е особено важно да се каже. Значи практично сите грбовници го имаат овој грб. Се разликува во помали детајли како вид на опашка, дали е крунисан лавот или има круна во чело над лавот. Втората варијанта е златно-црвен лав, кој што за прв пат ќе се јави во стематографијата на Павле Ритар Витезовиќ. Резултатот на инверзија меѓу грбовите на Македонија и Бугарија, причината за таквиот чекор од страна на Витезовиќ до денес е непознат. Не може со сигурност да се тврди зошто тој решил да го направи тоа, меѓутоа делува убеден во своите постапки. Делува поприлично сигурен дека тоа така треба да биде. Во суштина, кога зборуваме за европската хералдика и илирската хералдика, можеме да зборуваме за влијанија и преплетување. Односно, зборуваме за две конкретни дела кои што на различен начин ќе влијаат врз делото на претпоставеното дело на Охмучевиќ. Вапен Бухлен, односно ќе ми дојде грбовниче, буквално кажано. Бухлайн. Вапен Бухлайн. Не Бухлен. Бухлайн. Вапен Бухлайн. Да, добре. Е дело на Виргил Солис од 1555 година, печатено во Мирнер. Делото е црно-бело и е испечатено во сосема разбирливо во ограничен тираж. Постепено паѓа во заборав и прво препечатување доживува дури во 1882 година во Минхен, како библиографски пример во едиција на факсимилни стари илустрации. Значи во 19. век, во тој подем на европскиот национализам, некој ќе најде за сходно во Минхен да се игра со оган и да печати разноразни средновековни илустрации да ги отвора работа. Подоцна ќе доживее уште неколку препечатувања, односно уште неколку изданија кои што денеска може да се најдат, мислам дури и да се купат, покрај тоа што цената варира. Оно што е битно да се нагласи за самото дело е дека авторот го замислува како црно-бело, меѓутоа на крајот од делото остава една можност секој по сопствено изнаоѓање да си го обои со тоа што боите се назначени со букви во самото дело, а доколку авторот се извинува, доколку прави некаков пропуст во однос на боите, секој е слободен да ги избои како што сака. Делото на Солис е концептуално најблиско дело со грбовникот Коренич Неорич, односно со претпоставениот грбовник на Охмучевиќ. Но не само по концепт, туку и по извесен број грбови, односно дел од грбовите што ги има во Виргил Солис, после се појават и во илирската хералдика, особено во оној дел на 10 илирски земји. Ова нешто е забележено уште од Александр Соловиев во почетокот на, односно втората четвртина на 20 век. Дополнително е разработено од Омер Филиповиќ од Царевскиот универзитет, факултетот за историски науки, кој што има една одлична обемна статија на оваа тема. Суштината на ваквиот однос е обидот да се представи сета некогашна моќ и величие на илирското, односно на претпоставеното илирско царство, преку парадигмата на Солис за Светата Римска империја. Односно, авторот на Коренич Неорич, копирајќи го Виргил Солис, кој што прави едно дело за грбовите на кралеви, папи, надбискупи, бискупи, благородници од Светата Римска империја,
се обидува да ја покаже сета слава и величие на Светата Римска империја, на германската народност. Овој наш балканец се обидува истото да го направи и со тобожното Илирско царство. На цар Душан. На цар Душан практично. Неговата идеја е таа. Да. Не види, дека Сепак Светата авторот Римска империја, тој Не, е јас католската. Да. Туку идејата на Илирското, кога зборуваме во конкретниот контекст, го прави како цар Душан. Царството на цар Душан. Тоа му е фактички царството. Сепак постојат одредени разлики, не е се идентично и ова е сосема разбирливо затоа што условите во Светата Римска империја, односно и условите во Германија и условите на Балканскиот полуостров никогаш не биле исти, односно таму кај што они имаат едно, на Балканот постои друго и така суштината, концептот останува ист. Како споредба за ова може да се дадат насловите, але јас не сум ги преведувал затоа што нема никаква потреба. Јасно се гледа колку голем дел од значајните точки се препокрива. Све што не е во црвено, всушност мора да биде различно. Затоа што се работи за две различни дела. Се што е во сива боја мора да биде различно, инаку ако се читаат, насловите се практично идентични во двете дела. Таму каде што имаме како се вика Нирнберг, од другата страна го имаме името на претпоставениот хералдичар на цар Душан, а тоа е овој Стефан Рупчич, така што насловите навистина се исти и е просто фасцинантно да се гледа дека и во тоа време човек ќе каже не може да од точка А до точка Б да се придвижат, а они копирале, правеле практично плагиати едни на други. Од послен прајни. Од познан прајни, да. Оно што уште повеќе ни дава основа да зборуваме дека тоа е така, всушност е и распоредбата на распоредот на грб. Имено ќе видите дека кај Солис први доаѓаат грбови црковни лица, значи папи, кардинали, надбискупи, бискупи, додека во Илирските тука доаѓаат Свети Јероним Солавот, тоа има своја позадина зашто е тоа така, сега во моментот не е толку битно. Потоа доаѓа Свети Стефан и царот на Илирија, доаѓа Богородица во полумесечина, па папата Гргур Велики. Значи повторно го имаме тој сегмент на практично свети, односно црковни лица на самиот почеток. Потоа доаѓаат големи комбинирани грбови на Светото Римско царство и на Светиот престол. Тука доаѓа големиот комбиниран грб на цар Душан, односно на Илирското царство, па доаѓаат грбовите од една страна на 12 кралства починети на Светиот престол, а кај нас имаме грбови на 10 илирски земји, па после ги имате грбовите на 7 кнезови изборници, тоа е познатиот принцип, или како се бира императорот на Светото Римско царство, и грбови на друго благородништво. Од друга страна, во Илирската хералдика имате владетелски и благороднички грбови. Значи, владетелските грбови често почнуваат со грбот на Урош и потоа продолжуваат со Котроманич, Четврто Котроманич, па продолжуваат со Мрњавчевич, Кастриота, Малшич и така постепено опаѓа значењето на луѓето представени во грбовниците. Третиот аспект од идентичноста меѓу Коренич Неволич и Вафин Бухнен е она што Матковски го нарекува земските грбови на поедини јужнословенски земји. И на едното и на другото место имате Далмација, ја има Славонија, зборува само за себе, тие два грба се практично идентични.
ја имате Хрватска. Хрватска секогаш имала варијација во однос на бројот на шаковски полиња, така што тоа само по себе не представува проблем. Идејата е јасна. Го имате грбот на херцогот на Босна. Единствена разлика е тоа што во илирската идеја Босна е средиштето на Илирското царство, па од тука и илирската полумесечина и звезда представен врз грбот на Босна одгоре, и го имате Приморје, односно Хум, односно хумските земји, каде што горе е дадено како уште еден грб на Хрватска, меѓутоа подоцна во други европски дела, ова ќе биде грб на Хум, со тоа што има уште еднаш и тука една инверзија на бој, меѓутоа грубиот опис без бој на грбот би останал ист. Па така веќе од како се вика, од 10 грбови на илирските земји, ние тука имаме 5 што се преземени од таму, ќе видиме од друго место се преземени уште 2. Така доаѓаме до делото Дели импреса, дело на Џулио Чезаре Капачио, италијански интелектуалец од Неапол, печатено 1592 година во Неапол. Црна-бела техника на хартија, се состои од 3 книги, а се занимава со ознаки, тоест со грбови. Делото е многу комплексно, многу големо и интересно, да се разликува од германската и од англиската перцепција за хералдика, но сепак од исклучително значење, тоа е насновната страна. Дава опис на некои конкретни грбови, меѓутоа не станува збор за грбовник, и меѓу први дава широк хералдички опис на различни животни како хералдички ознаки. Значи еден од првите така темелни хералдичари, да се изразиме. До илирската хералдика се допира по минимум 2 ознаки. И предпоставениот од Кнучевичев грб и Дели импреса на Капачио се појавуваат во ист временски период во истиот град. Значи ги имаме Охнучевич и го имаме Капачио, односно неговото дело, најголемиот шпански поморски генерал адмирал и еден од најголемите и најистакнати жители на Неапол од тоа време, во исто време издаваат, односно создаваат, издаваат, другиот создава дела кои што ќе содржат дел грбови. Една. Во второто е дека во Дели импреса се дадени описи на 4 грба кои се идентични со грбовите во Коремич Неорич од 1590 година. Тоа се грбовите на Бранковиќ, семејството Бранковиќ, на Македонија, на Бугарија и на Далмација. Грбот на Далмација веќе го видовме. И Кресолис го има и тука, со тоа што тука покрај Бранковиќ, кој што е историски посведочен на археолошки артефактски потврден грб дека е таков, го имаме за прв пат и грбот на Македонија и на Бугарија еден до друг, со конкретни описи. Се среќаваат уште 2 грба на Стефан Немањич од Илирија, така гласи, ќе видите подоцна, мислам дека го давам исто во текстот, не знам тука како може да се прочита, чии блазони ги нема во Коремич Неорич. Едниот од нив, едниот од овие 2 грба, во дел одговора на грбот на Далмација од стенатографијата на Витезовиќ и Жефаровиќ. Имено се работи за лав кој што држи копие, секира и халибарда како Дарданија, не Далмација. Дарданија се извинувам. Дополнително, на што за мене барем во известен смисла представува некаква потврда, е дека овие грбови се опишани паралелно со реални грбови на држави, како што е Англија, Данска од тоа време, значи држави кои што постојат во тој временски период, и овие грбови се вметнати во тој континуиран текст. Значи не се работи како во грбовниците за некакви илузорни земји, илузорни царства, туку во конкретен опис на Англија, Данска, ова, она, следува Далмација, следува Македонија, следува Бугарија, следува и продолжуваат други европски грбови. Јас се извинувам, само мора да заминам.
Догледај. се видиме. Догледај, ова ќе го сетиме. Дури ако тезата дека за грбовникот на кој Георгиевич како оригинал се земе за точна, повторно во ист период во Неапол ги имаме Дон Педро Хмучевичка, Капачио и Матео Јеревич. Значи пак ги имаме трите главни играчи потенцијално, дали два или три, во истиот град. Сите тројца се високо позиционирани во неаполското општество, што значи дека или се познавале, или дека знаеле едни за други. Значи просто нема како. Во еден момент Капачио ќе заземе огромна државна функција во Неапол. И тоа останало доправа за истражување. Значи, нема како најголемиот војник во Неапол со најголемиот цивилен, односно градски чиновник да не се знаат. Постои една можност дека Охмучевич и Капачио се во кореспонденција, односно дека се допишуваат на или барем можда и на оваа тема, меѓутоа тоа доправа ќе треба да го истражиме. Грбот на Македонија во Дели импресија одговора на прашањето од кој извор преминал грбот на Македонија во Илирската хералдика. Значи, сето досега кажано не води до ова. Како што можете да видите, пишува Олтре ал Леоне традуе корона Ди Бранкович il Leon, односно Доро in Campo треба да е, има грешка после за Бугарија се гледа, Росо Ди Македонија, па трите лава окруните на Далмација и после има црвен лав на Златно поле на Бугарија. Дадени во текстот. Блазонот е идентичен како и илирските грбовници. Даден е грбот на Бугарија кој што е ист и во илирските грбовници. Она што е особено интересно е дека досега не е познат друг западен извор во кој грб поврзан со Бугарија има ваков блазон. Значи бугарите имаат блазони со лавови, меѓутоа досега не барем од овој период не знаеме за конкретно црвен лав на Златно поле. Се отвара прашање тука веќе со кој постар извор може да се користи Капачи. Значи ние секогаш ќе се стремиме да одиме што подалеку. Во еден момент претпоставувам дека ќе завршиме во тоа дека луѓето во тој период доста добро ги познавале и древната историја и древните артефакти, па така најверојатно биле запознаени и со нумизматички извори и со разноразни други извори каде што лавот миновно е дел од целата таа македонска орнаментика и безбедно е да се претпостави дека и оттаму ќе поминат во илирската хералдика. Бидејќи времето почнува полека да ме гази, јас ќе се обидам да бидам тој обрз. Ова воедно представува и прв европски извор досега познат во кој што описите на двата грба се дадени еден до друг. Значи еден после друг ги имаме два. Постои една можност Капачио да се послужи со илирската хералдика како извор, значи тука и двогласоре. Значи да не биде прашањето дека Законно да не. ќе ви кажем што е. Значи постои можност Капачио да се послужи со илирската хералдика, меѓутоа не е јасно од кај го споменува грбот на Дарданија како грб на Стефан Неманич, кога во илирската хералдика грбот на Неманичите е секогаш што е двогласорен. Што само по себе тоа е јасно, само по себе би било контролирано ако веќе видел нешто зашто би било, а грбот на Дарданија не се наоѓа во илирските грбовници, туку во стенографиите. Само кусок под Дарданија зависи што се подразбира. Косово. Така, во тие ископи Ископи во Дарданија. во Дарданија. Затоа што се не сосема. Косовскиот вилај. Не сосема. Скопска Црнагора е сигурно во Дарданија. Значи тоа е така кога се збори за еден поговорка Дардаган го направи. Скопска Црнагора има поговорка. Дардаган го направи. Суштината е дека Дарданија, овој северниот дел од Македонија
релативно доцна ќе биде заведен како оправдание, меѓутоа тоа е тема од некое друго предавање. Во секој случај, она што е легитимно, Таа историска географија малце тука. она што е легитимно и неспорно е дека тоа се однесува на во овој период задолжително на Косово, затоа што не постои ни една средновековна европска карта која што го исклучува македонскиот север од Македонија. Значи не постои, па не постои. Сите карти на Македонија што ги знаеме ние денеска, сите што ги знаеме, Скопје задолжително влегува во неа. Од крајот на средниот век, сите карти што ги знаеме, Скопје задолжително влегува. Имаше едно време Maps of Ancient Macedonia, некој наш карти, може да ги погледнете, значи тоа не е ништо спорно. Значи И лингвистички Косово припаѓа кон Македонија. Ова повторно го актуализира прашањето за причините за инверзија на двата грба од страна на Витезовиќ, особено ако се знае дека Витезовиќ го поседува Алтановиот грбовник еден известен период и таму дури го поправа латинскиот текст, можете да видите кај што е прецртан на далмански допишува Македонија. Значи претпоставка дека тоа го прави Витезовиќ, а од друга страна кај него во неговата стенографија го имате овој блазон, другиот. Убав е тоа од естетски аспект. Да. Ама кирилица нигде нема. Чист. Овие се од запад, значи се. Има и босамчица. За крај можам слободно да кажам дека во европската хералдика грбот на Македонија се јавува практично истовремено со грбовите на останатите балкански земји. Во своите почетоци кај него има нехомогеност, својствена и за многу други грбови кои подоцна во илирската хералдика ќе добијат постојан облик. Постои солидна основа да се смета дека моделот на македонскиот земски грб од илирската хералдика е преземен од делото Дела импресија на Џулио Чезаре Капачи. Во грбовникот на Солис и делото на Капачиот се наоѓаат и грбовите на 6 од 10 илирски земји. Значи, со сигурност може да кажеме дека човекот ги видел таму. И покрај сите своји фиктивни темели, илирската хералдика содржи доволен дел грбови кои се преземени од постар европски корпус. Значи, парафразирано, она што би требало да се смета за фалсификат е идејата, но не и грбовите, барем не дел од грбовите кои што се опфатени во илирската хералдика. Во однос на предизвици треба веднаш да се нагласи дека постои дело кое можеби крие одговор дали Окумучевиќ и Капачиот се познавали и кој од кого препишува, односно дали биле во некаква кореспонденција и дали едниот му предложил на другиот. Откривање на постар хералдички слој кај Капачио како можен извор исто така е предизвик за македонската хералдика, затоа што тоа би отворило една нова врата за тоа каде на друго место постал македонски грб претходно. Дополнително истражување на италијанската средновековна книжнина ќе ни помогне во овој аспект, затоа што... Тоа е Тасо? Конкретно? Да. Има веќе македонски превод. Веројатно знаете. Така ли, нешто? Ете, да, покавате. Во проекта што навадате имаме. Ако да го консултирате. Да. Треба да се проверат италијанските грбовници и треба да се направи едно дополнително истражување на портуланите. Тука е животот. Тасо, сакам да кажам, самиот Торкватор Тасо е преведен. Да, добре. Дополнително треба да ги проучиме и поморските карти, односно портуланите, кои што може би кријат некаков друг грб кој што ќе биде поврзан со Македонија. Тука веќе нема да може да биде грб поврзан со Македонија како земја, како суверен некаков, туку ќе биде поврзан со или пак со некоја конкретна точка во Македонија, како што е например Скопје, како престолен град на Душановото царство, или пак Солун како престолен град на Солунското латинско кралство, или нешто од тој вид. Во секој случај, тоа е тема достојна за истражување. Ви благодарам. Благодарам.